За темелни реформи во судството клучна е свеста на граѓаните и судиите, кажа во Штип хрватскиот професор Туњица Петрашелј од Правниот факултет во Осијек. Според него на Македонија и се случуваат работи кои потсетуваат на Хрватска, во смисол на тоа дека и покрај обидите судството да се реформира со нови европски закони и пракса, свеста кај граѓаните и понатаму останува иста, па правниот поредок во земјата буквално колабира. Вие велам, и нам не ни беше лесно. Хрватскиот судски систем доживеа шок. Во нашиот систем влегува низ нови институти кои превземаа пракса од правото на Европската Унија, но сепак сите реформи ќе останат формални се додека не ја промените свеста на граѓаните и судовите, што е многу потешка задача. Мора да се работи на свеста дека судството треба да живее во 2017 година, а не во некои минати времиња. Според Петрашелј, македонското судство има неславен авторитет во Европа, па за европеизација на системот ни требаат многу потемелни реформи од оние кои ги спровела Хрватска. Европската Унија бара многу големи и темелни реформи. Хрватска преговараше 8 години, а нашето судство и после толку години неспремно го дочека членството во Унијата. Вашето судство, за жал, нема добар авторитет во Европа, така што ве чекаат темелни реформи кои ќе мораат да го променат од корен правосудниот систем. Инаку премиерот Заев на отчетот по повод 100 дена влада нагласи дека досега судството и обвинителството биле под контрола на извршната власт, па за да зборуваме за некакви реформи, најпрво треба судовите и обвинителството вистински да се одвојат од извршната власт и да им се препушти да работат според уставот и законите.